Семејните и партиски бизнис интереси ја уназадија Македонија на европскиот пат последниве 5 години, вели за Алфа поранешниот амбасадор Ивица Боцевски, контра зборовите на премиерот Ковачевски дека Македонија најбрзо ќе напредува на патот кон ЕУ. Тој вели дека поради бизнис интересите на власта, држава во 2017 година ги променила законите кои биле усогласени со европското законодавство со цел привлекување на странски инвестиции. Боцевски е на ставот дека Македонија се довела во проблематична ситуација во сегменти каде таа била целосно чиста. За жал, од 2017 година па навака, дел од овие нешта си имаат влошено од една проста причина, затоа што дел од законите кои што се однесуваа на заедничкиот европски пазар беа видоизменети со цел да бидат во корист на бизнисите на едно семејство од југоистокот на Македонија, поточно од Струмица, да се создадат монополи кои што користат на луѓе поврзани со СДСМ или дел од врхушката на СДСМ, па Македонија си ја расипа оценката во многу делови каде што претходно имаше чиста ситуација. Дополнителен проблем според него е што државава стои многу лошо во делот на корупцијата и судството, сегменти кои се меѓу клучните за напредок во евроинтеграциите. Нивото на корупција кој што ги има Македонија веќе достигнува некакви си невидени размери. Денови гледаме некоја преписка помеѓу водечките корифеи на оваа влада во однос на тоа кој бил корумпиран, а врвот на целата ситуација е урнисувањето на судството и обвинителството, односно прва работа која што направи кога дојде оваа влада беше да ги тргне, сеќавате, оние високи критериуми за влез во Академијата на судиите и обвинителите, се елиминира потребата од англиски јазик, од вторострански јазик, се елиминира потребата од просек. За добивање на прва меѓувладина конференција, која реално не беше старт на преговори, туку обично сликање, Македонија ги прифати бугарските услови. Според Боцевски, тоа е доказ за поразителната политика на власта, потенцирајќи дека со оваа гарнитура реално не можеме да очекуваме некаков напредок кон Европската унија. Док го биде оставена работата на Ковачевски и на неговата дружина со Заев од СДСМ, тогаш нештата може само да се влошат затоа што тие не умеат да работат во основа на објективни критериуми. Македонија е во моментов еден вид на постмодерна колонија на Бугарија. Тоа го направивме со таа преговарачка рамка која што на еден датум кој што ќе биде со срамни букви означен во македонската историја, тоа е 19 јули се случи тоа што се случи во собранието на Република Македонија. Еден невиден пораз за Македонија, ситуација кога Македонија со синџири беше врзана. Инаку контра убедувањата на власта дека Македонија тешко може да очекува напредок кон унијата, се извештајот од Брисел каде корупцијата се нотира како проблем, а секако и судството, кое кај граѓаните има доверба од само 8%.